рекламите се враќаме со вестите. Нема опасност за излевање на река Брегалница. Водостојот е зголемен, но далеку од критичната точка од 2,5 метри за излевање. Состојбата се следи. Брегалница последниве 4 години 2 пати се излеа од речното корито. Нема опасност од излевање на река Брегалница, покажаа последните мерења. Обилните дождови го покачија водостојот, но тоа е далеко од критичната точка за излевање на реката од коритото. Вчерашните мерења на река Брегалница изнесува 77 литри овај висински столб, некаде околу 8 метри кубни протоку секунда, а савалешните изнесуваат 160, значи има покачување за 90 сантима, што значи далеку сме од она критично ниво на река Брегалница, што мислам дека над 2,5 метра веќе може да се зборува за критично за излевање на водите на река Брегалница. За сега не постои опасност од излевање на река Брегалница и од поплави. Сепак последниве дождови предизвикаа одрони на повеќе регионални и магистрални патни правци во источниот дел од земјава. Од Македонија пат порачуваат да се внимава на патиштата во регионот. Одроните на повеќе места се санирани, но не е исклучена можноста од појава на нови. Екипите на Македонија пат цела ног работат на расчистување. Има помали одрони, самци, додека имаме еден одрон над имавме веќе еден одрон над рибникот, тоест на патниот правец Виница Берова, истиот е моментално исчистен, што не значи дека у текот на денот се дека не се стабилизира, временските услови не се стабилизират, се јавуваат одрони. Апелирам до сите учесници во сообраќајот да внимават при возењето на тој дел на патот, претежно Виница Берова, Кочани Каменица Делчево, испрема граница према Народна република Бугарија, од причини што може да дојде до изненада појава на одрони. Во Штипско изминатово денонокие наврнаа 34 литри дожд на метар квадратен. Постои опасност од излевање на водата од некои речни корита, соопштуваат од Дирекцијата за заштита и спасување, од каде информираат дека бурно ја следат состојбата на терен и дека силите за заштита и спасување се во состојба на зголемена мобилност, поради најавите за интензивирање на врнежите од дожд наредните денови. Од регионалниот центар за управување со кризи вела дека освен покачувањето на водостојот на реките, засега нема пријавено штети. Во Штипската противпожарна единица денеска мирно, нема повици за интервенции. Состојбата со обилните дождови и евентуалните ризици од излевање на речните корита кои може да предизвикаат штети во земјоделството се следат и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Доколку се добијат соодветни созданија, ќе се преземат сите процедури. Најави денеска министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Попладнево се излеа треска и поплави околу 400 хектари со плодно земјиште, ораници и ливади во повеќе кичевски села. Штипски Стипион должен 4,5 милиони денари за струја, телефони и конфирми. Се уште пристигнуваат фактури, а конечниот долг ќе се знае до нова година. Стипион мора да воведе и гребки при наплатата за паркинг местата во градот и забелешката на народниот првобранител, кој смета дека граѓаните кои немаат мобилни телефони се ставени во нерамноправна положба. Штипски Стипион, надлежно за наплата на паркинг местата, одржување на улиците и за улично осветлување, има долг од 4,5 милиони денари, конфирми добавувачи, но и за електрична енергија и телефони. Директорот на Стипион Сашко Протогеров вели дека формирана и комисија која ќе утврдува како настанал долгот, но и кој ќе биде конечниот долг, а поборувањата им изнесуваат само над 1 милион денари. Тој истакна дека во тек се и преговори со фирмата која е надлежна за системот за наплата на паркинг местата по пат на СМС пораки. Во текот на овој месец очекува и позитивно решение на проблемите. Имаме допис од јавниот правобранител дека треба да сме ги ставале граѓаните у неравноправна положба и гребки да уведеме. Имаме не многу луѓе контролори, така да мислиме и таа група поготоа да ја појачаме групата за со цел поефективно да биде наплатата на паркинзите во градот. Протогеров истакна дека како предпријатие вршат одржување и промена на уличното осветлување, но претходното раководство не потпишало договор со градоначалникот
за да овие услуги се наплаќаат. Уличното осветлување ни е дадено со одлука на совет, меѓутоа немаме и претходното раководство на фирмата не направило никаков договор со локалната самоуправа, така да сме во фаза на изготвување на ценовник кој ќе треба да мине на управен одбор и на собрание, така да ние имаме трошкови направено веќе за што ги земеме материјалите за улично осветлување, а немаме на кој да ги фактурираме, така да и од таа страна ми е проблем. Меѓутоа, градоначалникот има расположение да тоа го решиме. Директорот на јавното предпријатие Стипион вели дека за тековната зимска сезона има обезбедено доволно количини сол и ризла за чистење на улиците од снежните навеви. Семејството Павлови во Штип подолг временски период не може да се ослободи од проблемот кој го создава неконтролираниот истек на вода. Водата создава влага во нивниот двор, па дури и во куќата. Јавното предпријатие ИСАР е информирано за маката на Павлови, но ова семејство засега е принудно, само иницијативно да го решава проблемот со водата. Семејството Павлови, кое живее на улица Радански пат број 115 во Штип подолг период мака мачи со вода која неконтролирано тече и се слива низ нивниот двор. Проблемот го пријавиле до јавното предпријатие ИСАР, екипи излегле на терен, селе мостри од водата, но не го санирале проблемот. Речеми вработениот дека за ден-два ќе дадат одговор каква е водата. Минаа веќе и наредната недела, 3-4 дена, 5, и нема одговор. И јас звонам у ИСАР, таму ми викат нема тука што да бараш. Ја вису филтер станицата, викам мене не може да ми известат за резултатот, а за резултатот се известени водовод и канализација. А кога ќе интервенират они, она не знае да ми каже. Вика ми, дали имат намера да дојдат уопште кај нас нешто да работат. После неколку интервенции јас таму, оди лично, неколку пати разговара со шефот и дојде екипата. Копаа, да кажам, 3 дена кај нас у дворо, ништо не најдеа, копаа еден ден на улицата што е такво. Сега, у разговоро, приликом разговоро со нивните предпоставени, одговорните, јас си викам, и да е сарска водата, помогнете ни да го решиме проблемот. Оти не е водата да оде у бавчата или да оде по пато. Водата оде у куќата. Ние не можеме да ја пренасочиме никаде. И ние кога видиме дека они дигнаа раци, дека не сакат помош, јас му се моли на шефот, дајте ни шахта, дајте ни некое црево нешто, што можете вие да ни помогнете. Оти дворот стана хаос, раскопаме го целиот двор. Заврна дожд, кога се напуни вода тука, со кофи од поликолор сум фрлала вода, да изврлам водата, оти ќе се потоне па надолу у собите ќе улезе. И шефо, деме ќе дојде шефо, не се обрати на моето тоа, не одговори, не дојде. Чекаме 20 дена и си викаме. Они само нивниот одговор беше дека од нив е завршено се. Нашиот двор и водата е веќе наш проблем. Чекајќи да се реши проблемот, Павлови самоиницијативно интервенирале за решавање на проблемот, бидејќи и дворот и куќата биле под наезда на влагата. Ние повикаме луѓе да дојдат да ни помогнат, зимо и да викам како ќе си симнуваме, што ќе правиме, да собереме водата у една шахта, ако ја најдат они веќе таму, а јас 2 барења имам до ни доставено, за вериги нивната вработена, кажа дека ќе ги препрате таму дека што треба, молам ги да дојдат да ја најдат причината од дека што е таква. Немам одговор на тоа ништо, немам одговор. Со мои средства се реши проблемот, пумпа се купи исто, за да се таа вода ваде. Тоа е вода, 200 кила, 150, 200 кила вода за 24 сат. Сега ИСАР, дали ќе интервенира, дали ќе дојде пак да траже водата каде е, спрема тие нините анализи, дека водата е на ЈП ИСАР. А дали сега, пак ќе кажам, ќе смогнат они сили, снаги да дојдат да копат или било од кај да дојде водата, од кај доваѓа да ја најдат, тоа нин проблем. Тоа е се пријавено, се уредно со 2 мустри земани од ЈП ИСАР, од филтер станицата 2 мустри се земани и на мустрите покажува дека водата е на ЈП ИСАР. А од каде водата доваѓа во дворо, тоа ним проблем, треба они да си го решат. А двора е више бетониран, средства се уложија многу, труд остај, ама средства се многу уложи.
За сега текот на водата, семејството Павлови успеале да го стават под контрола со шахта, која е во нивниот двор и со пумпа за испумпување на водата. Но се надеваат дека нивниот проблем, јавното предпријатие ИСАР конечно ќе го реши, бидејќи тие уредно се преклучени во водоводниот и канализациониот систем, а оваа вода која тече е губиток на водата за системот на јавното предпријатие ИСАР, а и предпријатието треба да го реши проблемот, бидејќи куќата може да биде оштетена од наездата на неконтролираната вода. Потребна е поголема едукација на вработените во Центарот за аутизам. Само на тој начин овој центар ќе го оправда своето постоење, дециден Штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Родителите со став, стручниот кадар треба да посетува обуки со лиценцирани сертификати. Штип е првиот град во регионот каде што се отвори центар за аутизам. Иако центарот постои повеќе од 2 години, родителите постојано се жалат дека кадарот кој работи таму не е соодветен. Потребно е, велат тие, да се обрати поголемо внимание на нивната стручност, а истовремено да се испраќаат на семинари и обуки, каде што ќе можат да бидат обучувани по сертифицирани програми. Штип има центар за аутизам, дециден е штипскиот градоначалник, но потребно е да се вложува во него, со што овој центар правилно ќе може да ја обавува својата функција. Кадар недостасува, но и условите како што сум информиран од луѓето кои што работат таму и кои што присуствуваат таму, дека тие услови не се доволно добри, ќе се обидеме да направиме објект кој што ќе биде корисен за таа категорија и затоа велам дека ни е потребно да направиме проекти со кои што ќе привлечеме и средства за да можеме да изградиме еден таков објект. Се работи за обуки, за поддршка на децата во делот на нивните креативни активности за времето додека престојуваат во дневниот центар за децата со аутизам. Иако Министерството за труд и социјална политика одлучи лицата со посебни потреби да добиваат и своји асистенти, невладините организации тврдат дека е потребно да се донесе закон со кој ќе се регулира статусот на асистентите. За да тоа се спроведе, треба да има закон со кој што ќе се регулира кои луѓе можат да бидат асистенти. Значи, вака сега е едноставно пуштен повик, луѓе си имаат пријавено, меѓутоа тие луѓе немаат обуки за да бидат асистенти. И за секоја возрачна категорија на лица со попречености треба возрачен обрик на асистент. Центарот за аутизам е со згрижувачки капацитет за 20 на деца. Буџетот за земјоделство за следната година изнесува околу 10 милиарди денари. Со него ќе се обезбеди навремена и целосна исплата на субвенциите, а повеќе средства се планирани за зголемување и заштита на шумскиот фонд. Најголем е буџетот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, и таму се планирани 8,6 милиарди денари. Од нив 8,4 милиарди денари се за директна поддршка за земјоделството и руралниот развој. За зголемување и заштита на шумскиот фонд обезбедени се 21 милион денари. Според министерот за земјоделство Лупчо Николовски, буџетот е креиран врз принципот на домакинско и рационално трошење и оти со него ќе се обезбеди навремено сервисирање на тековните потреби на секторот, пред се на земјоделците и агробизнисмените. И во овие саботни вести пренесуваме дел од неделното интервју на Радио Слободна Европа. Што можеме да очекуваме по случувањата поврзани со настаните во собранието од 27 април, но што можеме да очекуваме со исполнувањето на европската агенда и понатамушната интеграција на Македонија во евроатлантските структури. На овие теми во денешното неделно интервју разговараме со Ненад Марковиќ, професор на Правниот факултет. Професоре, по расчистувањето на случувањата поврзани со 27 април, првата реакција на опозицијата беше дека се работи за политички прогон и дека излегуваат на улица. Може ли да се зголеми јазот меѓу власт и опозицијата по овие случувања? Мислам дека јазот е неповратно зголемен. Јас не знам каде би одело од овде понатака. Не можам да ви одговорам ништо околу правните квалификации на делата. Не сум кривичар, ниту сум конституционалист, тие се најповикани
оваа ситуација да се изјаснат, но она што можем да го кажеме дека веројатно одиме по еден пат од кој нема враќање. Веројатно дека на некој начин, ако може да се каже, ќе се администрира правда, па дури потоа ќе се разговара за некаков процес на помирување. Она на кое што предупредува многу луѓе на дента кога на 27 април се случија овие немили настани во собранието. Вашата квалификација дека опозицијата извадена на улица е прилично флексибилна, со обзир на бројот на луѓе кои одразува комплетен распад во редовите на сегашната опозиција, минатата власт, каде што евидентно е дека Груевски ја изгуби комплетно својата мобилизаторска моќ, зашто предупредување беа и локалните избори на кои ВМРО-ДПМН доживеа еден од најлошите порази во својата историја, можеби најубедливиот пораз на која било партија во изминатите години. Колку год имаше изборни нерегуларности, помали или поголеми, разликата од 120-130 гласа никако не може да објасните исклучиво преку таа призма. Во малата поддршка на протестите, вие гледате сигнал дека Груевски губи поддршката во партијата? Тоа не е сигнал, тоа е јасен, тоа е повеќе од сигнал. Тешка кражба во Виница, украдене пиштол и златен накит во куќа на 56 годишна виничанка. Како што информираат од МВР, непознат сторител завчера предпладне, користејќи погоден алат, насилно ја отворил влезната врата, влегол внатре и одзел пиштол марка Берета и разновиден златен накит. Материјалната штета се проценува на околу 73.000 денари. Увид извршила екипа од полициската станица Виница. Се трага по сторителот на кражбата. Вечерва во Штип ќе се одржи боксерскиот меч во рамките на регионалната лига, во која ќе се сретнат екипите на Пинк Пантер и на Лозница, Република Србија. Боксерскиот меч ќе се одржи на атрактивна локација во шаторот на мотелот Ваго со почеток во 19 часот. Боречкиот клуб Балканец ќе го организира традиционалниот меѓународен турнир Трофеј Штипски боречки асови, на кој ќе настапат млади борачи од македонските клубови, борачи од Петрич, Софија, како и Сандански, Република Бугарија и борачи од Косово. Турнирот Трофеј Штипски боречки асови ќе се одржи во недела на 3 декември во спортската сала Јордан Мјалко во Штип со почеток од 11 часот. А фудбалските третолигаши од групата Исток во недела ќе спуштат есенската фудбалска завеса. Најинтересно ќе биде во Берово, каде што ќе се одигра дерби над преварот помеѓу првопласираните две екипи на табелата – Китго Пехчево и Малеш. Со одигрување на надпреварите од последното 14-то коло, утре недела ќе се спушти есенската фудбалска завеса во третата лига група Исток. По 13 одиграни кола се знае есенскиот шампион во лигата, а тоа е екипата на Китго Пехчево, која има предност од дури 13 бодови пред второпласираниот Малеш. Ждрепката сакаше токму во ова последно 14-то есенско коло да се сретнат овие две првопласирани екипи. Поради реконструкција на теренот во Пехчево, тимот на Китго ќе биде домакин во Берово, што најде на голема заинтересираност кај навивачите за овој меч. Играчите на Малеш најавуваат отворена и фајтерска борба, во која би сакале да го нанесат првиот есенски пораз на тимот на Китго Пехчево. Затоа ќе им треба многу труд и напор, од едноставна причина, што тимот на Китго го има најдобриот состав во лигата, почивајќи од голманите Тамер Јамаковски и Стојан Богдановски, пред кои како бедам е гранитната одбрана, а по средината на теренот царуваат вредните везисти, кои пак со употребливи топки им сервираат гол шанси на шпиц на пајачите. За овој меч влада е голем интерес во кој навивачите и на едните и на другите едноставно ќе уживаат во добрата игра на стадионот Димитар Беровски во Берово. Еве ги комплетните двојки за ова последно 14-то коло. Брегалница Гола Ковчеполе, Рудар 1947, Слога 1934, Китго Пехчево Малеш и Кежовица Зрновка. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 3 декември со почеток во 13 часот. Со спортот ќе се одјавиме од вестите на Ирис телевизија. Имајте убав викенд. Пријатно.